Со проектот од Дом на свое, децата без родители кои навршиле 18 години и ги напуштиле установите за згрижување на деца, денеска на вториот саем на кариера посветен на нив, добија можност да аплицираат за работа во над 10 компании. Со спроведувањето на саемот на кариера, младите од установите за згрижување на деца без родители и родителска грижа остварија директна средба со над 10 компании кои им понудија работа. Добија повеќе информации за тековните потреби на пазарот на трудот, за компаниите и нивните политики на вработување, за трендовите на вработување во целина, како и за значењето на образованието и практичното искуство со цел обезбедување на подобро работно место. Ние потикнуваме социјалната одговорност, емпатијата, разбирањето, сочувството кон нивниот проблем. Но она што мора да го разберат установите е дека на пазарот на трудот треба навистина да се вложи во образование кај овие младенци уште додека се да тие устанат. Токму затоа ги потикнуваме и социјално одговорните компании да работат со нив додека се во установите. На разни вештини, од изучување на јазици, компјутерски вештини и така натаму, бидејќи образованието такво какво што ние, не знам колку ќе им помогне на младинците да бидат конкурентни и да вие ги вработите. Она што е моја визија е тие да бидат еднакво достапни како граѓани за вработување со сите останати кои имаат родителска грижа, а при тоа на крајот социјално одговорната компанија да го одбере токму тој младинец или младинка кои ги исполнува нивните очекувања и потреби. Меѓу компаниите кои ги отворија вратите за овие деца се Стопанската комора на Македонија, Агенцијата за вработување, Автомотосојузот на Македонија, Јавното претпријатие Улици и патишта, К-студио, Глобалнет, Промедика, Авон, Каратем и уште многу други, кои докажаа дека се пример за општествено одговорни компании. Драги Змијанац, извршен директор и основач на првата детска амбасада во светот Меѓаши, истакна дека очекува барем 20 од вкупно 40 деца без родители кои учествуваат во вториот саем на кариера да заосноваат работен однос. Гласноговорникот на проектот од Дом на свое, актерката Весна Петрушевска, истакна дека очекува не само еден или двајца, како што беше случајот со првиот саем на кариера за младинците од установите за деца без родители и родителска грижа, туку сите 40 младенци кои присуствуваат на овој саем да ја добијат шансата која им е најпотребна, а тоа е вработување. Овој пат чекам некој поголем успех, и минатиот пат така се случува кога да немав успех. Аплицирав на првиот саем и приватно, на моја волја. Кажи ми, досега имаш некоја работна? Па имам повеќе. Да. Имам повеќе фирми работено како чирак. Мислам, работам све кај што има пари, нели екзистенција, работам, да, нормално. Јас не бирам работно место, туку кој бира да ме прими, да ова работно место што некој што се ме прими, се ми даде воля за работа, воля за живот и понатака да градиме, да имам деца и фамилија, како секој што граѓани во Македонија сака да го има. Се болиме сите деца без родители, што се молиме сите фирми да помогнат на ваквите луѓе, што му треба помош и што му треба работа за убав живот и убава имена. Оваа активност, која е финансирана од Европската комисија, е во организација на првата детска амбасада во светот Меѓаши, во соработка со Open Media Group од Хрватска, која е носител на проектот, а во соработка со невладини организации од Србија и Словенија. Жителите од улица